Добро дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, имам чест денеска мој гостин да биде професор доктор Владимир Божиновски, политиколог. Добре дојде. Добро ја најдов. Владимир Филипче, пред малку да почнеме со една анкетарска тема. Го обвини Брисел дека мести анкети. Зошто? Вели дека немало шанси. Македонија се подсмеваше со тоа дека премиерот изјавил дека Македонија е четврта економија во Европа. Една работа која што тука штрчи и се гледа од авион. Тоа не беше кажано од премиерот, тој го прочита извештајот на Евростат. Евростат е агенција која што е тело на Европската унија и е под министерството, така наречено Комисија за економија. Како може некој да каже дека Евростат лаже? Еве ти си во тој бизнис, да не речам, многу долги години. Како може да каже некој дека Евростат не ја кажува вистината? Не. Мести ли Евростат анкети за Македонија? Не, види, ова значи четврта економија по раст. Так. Да се разбере, значи не збориме за вкупната економија, не збориме за вкупно богатство, не збориме дури ни за економија пер капита, значи говориме за растот на економијата во, мислам дека беше за првиот квартал од 2025 година. И тоа не знам зашто би било чудно. Нема ако се доколку се споредат европските држави, многу лесно може да се види нели растот на GDP по секоја држава и може да се види кој каде. И во принцип, генерално, посиромашните држави, како што е Македонија, треба да има, доколку нели сакаме раст и развој, треба да има поголем раст на GDP-то, заедно со другите нели посиромашни држави, доколку нели сакаме да го достигнеме она ниво на развој кој што го има Западна Европа. Кина во изминативе до пред некоја година растеше и со стапки над 10% годишно. Сега нормално, затоа што веќе е развиена генерално и таа стапка се намалува, но развиените земји значи растат со 1, 2, 3% и тоа е сосема бидејќи оние веќе имаат достигнат одреден степен на развој. И така да доколку ние сакаме на некој начин да се приближиме на оној стандард на живење и квалитет на живење кој што го има во Западна Европа, и нашите стапки треба да бидат високи. Последен пример е Полска, која што успеа веќе да се приближи до развиените европски држави, но имаше во изминативе 15 на години имаше секојаш стапки на раст кои што се релативно високи, и 5%, и 6%, и 7%. Но сепак е нонсенс да ставите под знак на прашање резултати на Евростат. Тоа е чиста математика, статистика. Како може да го зборувате тоа искрено? Нема зашто да го коментирам тоа. Едноставно ви го кажав, ви го објаснив процесот. И она што го говорат економистите дека во принцип доколку за да се види развој, за да се види растот на одредена држава, тие стапки треба да бидат и над 5%. Значи, кон кој што ние треба да се стремиме да имаме стапка на раст од над 5%, и тогаш веќе ќе може да се почувствуваат и придобивките. Така да не гледам зошто е чудно, не гледам зошто тука се создава некаква конфузија. Значи, не четврта економија во Европа, туку четврти според растот на бруто домашниот производ во првиот квартал од 2025 година. И тоа е тоа. Нема потреба, мислам, зошто да се можеби мисля дека се проблематизира тоа. Некој пиши бриши како што се агенциите, рейтинг на Спасов и ќе видиме како ќе биде вториот квартал, ќе видиме како ќе биде третиот квартал, ќе видиме на крајот годината дали економските политики нели на владата даваат резултати, тогаш можеме и да говориме колку се тие успешни, колку се тие неуспешни во зависност нели од успехот, односно од перформансот на македонската економија. Ова доаѓа во контекст на оној интересен, многу чуден антизападен наратив кој што го тера во последно време опозицијата и стана навика, иако нивниот главен нели предуслов за целата приказка дека тие се најпрозападната партија и сето тој наеднаш удираат контра случајот она што го зборувам токму со стратешкиот договор, односно договорот за стратешко партнерство со Велика Британија, каде што истиот тој Филипче го стави под знак на прашање моментот на потеклото на парите од Велика Британија. Во еден момент зборуваше потоа дека ова е само параван за тендери на власта, ѓоамити Британија ни дава црни пари. Зошто тој наратив? Знаете како, предпоставувам дека она
што говорат од опозицијата и представител на опозицијата, претпоставувам дека они сметаат на тој начин ќе успеат нели да придобијат одредени симпатии кон гласачите. Она за што можеме да говориме дека овој договор во принцип, доколку биде како што нели се представи и се презентираше, би можел да даде силен поттик на токму македонската економија, и тој поттик да биде изразен преку реализација на многу значени и стратешки проекти, затоа што се спомнуваше обновување, односно брза пруга од Табановце до Гевгелија, со цел нели да се доврши оној коридор од Солун до Будимпешта, преку Скопје и коридорот 10 и Белград, што е и од извонредно значење и за цел регион, но и пред се за Македонија. Потоа се говореше и за Чебрен и Галиште, кој што исто така значајно од повеќе аспекти, освен како хидро потенцијал, значи производство на струја, тоа ќе биде најголема акумулација за целиот тој регион. Трето, едноставно кога имате езеро, многу лесно може да се развие и оној туризам, рурален туризам, затоа што сега тој предел е практично скоро без население, значи ќе биде привлечно од повеќе аспекти. Се говореше и за проекти од изградба на клинички болници и довршување на таа во Штип, довршување таа во Кичево, нов клинички центар во Скопје. Значи тоа се све проекти кои што се значени за квалитетот на живот во Македонија. Заедно со се надевам дека ќе се продолжи кон развивање на патната инфраструктура, која што е еден основен предуслов за развој. Нели ние говориме развој во сите региони, да не се слева све во Скопје, да не доаѓаат сите во Скопје. А доколку имате патишта и патна мрежа како што треба, никој нема зашто би доаѓал некој. Еве сега зашто би доаѓал некој од Свети Никола или од Штип во Скопје да живее, кога може да стигне и да има работа некоја за 20 минути или за пола сат. Така да, од тој аспект, овој проект е многу значаен. Се надевам дека неговата реализација, не останува да видиме, се надевам дека неговата реализација ќе започне што побрзо. Дополнително за тој проект гарант е британската влада. Значи, со тоа што би требало да ни се овозможи една привлечна, квалитетна каматна стапка, ниска каматна стапка, плюс има и грес период, што е дополнителна позитивна работа во целиот аранжман. Со тоа да тука ќе бидат вклучени со своето ноу-хау и британски компании кои што за вакви стратешки големи проекти, да се разбереме, во случај мислам дека ќе бидат неопходни, и некој начин тоа ќе биде затоа што Британија е некој начин гарант за тие пари, ќе се има една екстерна контрола во однос на тоа како се трошат парите, кај се трошат парите, реализација на тие пари и така натаму. За разлика од некои претходни поземувања каде што се правеше поземување, не се знаеше после кај се трошат пари. Така да, напротив, ја мислам дека ако се реализира вака како што е, прво што ќе има корист од државата, друго некако можеме да бидеме и посигурни дека тоа што е предвидено и ќе се изреализира. Ние видовме дека многу претходни проекти кои што беа замислени и представени не се реализира. Еве, например, фабриката за автомобили електрични во Тетово. Добро, тоа не сега не го споменувам, него требаше се прави клинички центар, имаше темели скопано, кога се смени власта, ќе се правеше таму каде беше на кај Ѓорче некаде, па се снима некои предели, ридчиња, еве овде ке ниту една цигла не се стави таму. Или патот Кичево-Охрид, че тој започна да се гради, потоа се пролонгираше, повторно се пролонгираше, сега најверојатно ќе се заврши, како беше планот, 2027, ако не се лажам, 2026, не сум сигурен. Со овој проект едноставно ќе има, со овие пари всушност, ќе има проект, ќе се знае кој го спроведува, како го спроведува, кој е одговорен за проектот, начинот на реализација,
и мислам дека тоа ќе биде дополнителен поттик да се заврши на време. Тука е економскиот бенефит, она што го кажа ти, грейс периодот. Значи зборуваме за дел од проектите кои што ќе бидат направени, ќе носат пари. Зборуваме за брзата пруга која што само за транзит ќе носи многу пари. Зборуваме за хидроакумулациониот систем Чебрен-Галиште, кој што меѓу другото освен вода ќе дава електрична енергија, а се е во енергијата во моментот во светот. Значи во превод ќе се добиваат и многу пари со кои што ќе се помага да се враќаат тие се кредити со добра каматна стратешки проекти и мора да бидат изградени. На тој начин и Македонија ќе биде и попривлечна за самата Европска унија, значи кога веќе градиш, кога веќе имаш одредена инфраструктура, стануваш многу попривлечен. Поинтересно. И така да останува само да се види каква би била таа каматна стапка, грейс период, тие некои би рекол клучни работи од самиот договор кога ќе се почне и потоа можат и економистите да дискутираат дали е таа добра во овие услови, дали е лоша, каква е, што и така натаму. Тоа е веќе друго, но ако го гледаме како проект, како партнерство, нели? Мислам дека доколку започне да се реализира и се оди со на темпо кое што е предвидено, нели, 10 години ако не се лажам, дека ќе има сериозна корист генерално за Македонија. Како гледаш на што се случува во Македонија внатрешно политички на сцената, зборувам за наративот кој што се наметнува околу Кочани, оваа битка која што почнува за жал, многумина ја гледаат како апсолутно тотално неетичка, гледаат многу и политичко стрвинарство во сето тоа, но еве секојдневно сме сведоци вистината за Кочани и сето тоа. Зборуваме за емоции кои што цело време постојано некој ги секој што ќе се обиде политички да профитира, мислам дека ќе се соочи не само со фактот дека нема да има политичка корист, туку напротив дека ќе има сериозна политичка штета. Она што треба да го направи државата, сите институции во неа е да биде јасен процесот кој што се води во моментов со цел да се лоцира одговорност и тој процес колку што е возможно се разбира да биде што пократок. И луѓето едноставно да видат дека тоа што на крај ќе излезе како финален заклучок, бидејќи сега одреден докази во стекот на постапката не смеат да се презентираат, затоа што не може да бидат балени после на суд. Но кога ќе се заврши сето тоа, мислам дека државата е должна не само на кочанчани, туку и на сите нас да ни представи што се случувало, како се случувало, кој бил одговорен, зошто бил одговорен и која е казната поради таа одговорност. Доколку се направи тоа, тогаш мислам дека ќе се исполнат очекувањата кои што граѓаните ги имаат од државата. Затоа што стравот кај нас е дека за многу случаи во минатото едноставно нема завршница, се праве обиди да се зацкријат, да се покријат, да се заборават, да не се подсетуваме и на случаите од типот дека кабелот беше крив во модуларната болница, за пожарот во модуларната болница во Тетово, па шоферот беше крив за едната сообраќајка, воланот бил крив за другата сообраќајка. Значи, наставно луѓето нема доверба во државата и мислам дека е крајно време, тоа го покажуваат истражувањата. Значи, луѓето, македонците сега пред се ги интересира борба со криминал и корупција. Значи, дури и пред економијата, што е прв пат во 30 години. Знаете, година до две, тоа е приоритетно прашање. Доколку се заврши случајот, најтранспарентно, најотворено, и тоа им биде презентирано на граѓаните, каде што нема да се остават недоречени работи, тогаш мислам дека тоа ќе даде еден позитивен поттик за некои следни случаи. Тој ќе даде позитивен поттик и да се отворат и некои претходни случаи, да се види што и како се случувало. Затоа што луѓето мора да имаат доверба во системот. Во моментов луѓето немаат доверба во системот. Мора да им се врати таа доверба во системот. Тоа е она клучно прашање кое што државата мора да го реши.
А доколку успее да го заврши тоа, тогаш ќе има сериозна поддршка од граѓаните, доколку не успее, тогаш ќе се соочи со разочарување од самите граѓани. Сега за сега, значи од веднаш по случајот по Немилиот Настан и до сега мислам дека имаше добра реакција на институција. Дали ќе продолжи тоа така, ќе видиме нели во следниот период. Сите очекуваат, мислам дека во теков на овој месец дека ќе има одредени информации, веќе ќе може да се пласираат одредени информации и да има некоја побрза разврска на случајот. Како ја толкуваш улогата на опозицијата во приказката? Дали зборуваме за политичко профитерство или пак како што некој друго представува како обид да бидат конструктивни и да извршат притисок врз истрагата за да завршело како што треба? Бидејќи доколку е така воредно, еве денеска имавме партиска трибина во Кочани, токму од председателот на партијата, каде што ја кажа таа, да не речем, глупост околу моментот за немало шанси Македонија да биде четврта најбрзо растечка и демек се подсмеваше со тоа, но еве го искористи при тоа и да зборува и за економијата, колку е крши секој работи кои што не одат едно со друго со кочанската трагедија, но еве, тие вела дека се конструктивни, денеска вела дека селективноста е тотално апсолутно присутна во ист ден кога е притворен поранешен функционер на ВМРО ДПМН, кој што е според многумина, нели, според изворите првични барем реалниот собственик на обезбедувањето и сето тоа, а ти да тврдиш дека има селективна правда, ти затвараш твој човек, малку не одат тие работи една со друга. Видете, секој може да тврди или да се обиде да тврди за, би рекол, различни сегменти од општеството, за различни политики. Дали е тоа точно или не е точно, ќе проценат самите граѓани. Доколку од едната страна се тврди нешто, дека има обид да се зацкрие нешто, да се зацкријат докази, да се заборави случајот, од другата страна истрагата си тече како што треба и се заврши како што треба, тогаш може да самиот оној кој што тврдел тоа да има политичка штета. Доколку за модуларната болница во Тетово се завршеше како што треба истрагата и се открија сите оние кои што беа одговорни за она што се случи, тогаш штета ќе претрпеше во тоа време ВМРО ДПМН како опозиција, дека они тврдеа дека не мисле. Но кога вие на крај доаѓате до некое финале кој што вика кабелот бил крив, тогаш штетата ја претрпе тогашниот партија која што раководеше со државата, тоа е СДСМ. И сега ќе биде истото. Во зависност од тоа како ќе се одвиваат работите, политичката штета ќе биде ќе ја плати или оној кој што не успел да се справи со ситуацијата, ако не се справи, или оној кој што тврдел дека нема да се справи со ситуацијата државата, а државата се справила. Затоа велам, треба да се почека да се види како ќе се завршат тие целата таа истрага, нели целиот тој процес. Но дали е можеби пукање во нога да обвинувате за истрага во моментот кога истрагата ја врши кој друг ако не основното јавно обвинителство? Зборуваме за јавен обвинител државен избран во времето на СДСМ, кој што првин сакаше дури нели актуелната влада да го смени, но преживеа буквално кажано заради она што се случи во Кочани, давајќи му шанса и еве човекот почна да се разработи што се вика, за да сега се наоѓа на тапет позади портпаровката на СДСМ или кој да е кога држат пресконференции, истиот тој Љупчо Коцевски, кој што тие го избра меѓу другото. Сега како може да тврдите дека истрагата не е во ред кога е со човек кој што вие сте го избрале меѓу другото и сега вие тврдите дали е тоа онаа стара лоша навика кога пупката, распупеното судство и оние врски што ги има по обвинителството и се, па сега гледате и власта притиска врз нив. Обвинителството ја тера истрагата. Затоа ви велам, во зависност од тоа како ќе се заврши целата таа истрага, едни ќе бидат губитници. Ако се заврши како што треба, биде губитник оној кој што тврди дека немало квалитетна истрага. Ако не се заврши како што треба, тогаш државата, оној кој што раководи, ќе биде губитник во случајот. За жал во овој случај нема победници, бидејќи се случи страшна трагедија, но она што нели државата им го должи на граѓаните е да има транспарентна, квалитетна, брза и ефикасна истрага која што ќе има финиш кој што го очекуваат сите, значи да се едноставно да се распретка целата таа ситуација, кој, како и зошто бил одговорен за да се
случи она што се случи во март. Нели е малку и лицемерно да се зборува за истрага и за зборување за одговорност од луѓе кои што во нивно време, еве токму во времето на Филипче се случија двете најцрни, најтемни афери во македонското здравство, модуларната болница во Тетово и онкологија, случај кој што е во тек, но кој што исто така завршува со некои двајца директори економски и медицински, двајца лекари, можеби некоја сестра ќе се најде во целиот случај. Приказката која што е основата и која што е потребна за нели она кресчендо и катарза на македонското општество да се нели препородиме, да се пречистиме, да смрди рибата конечно од главата, што би рекле. Треба така? Да се разбира дека треба да се решат тие сериозни коруптивни случаи, треба да има одговорност. Бидејќи кај нас, знаете како, често пати сите велат треба да има одговорност, а никој не сака да преземе прво одговорност за да ги стера работите како што треба и едноставно да се види дека правдата функционира. Пак ја повторам, граѓаните за жал сметаат дека правдата во Македонија не функционира. И тоа мора да се смени. А за да се смени, треба да почнат да профункционираат тие институции, сите институции кои што се поврзани со тоа. Мислиш дека сега довербата во судството е 12 или можеби малку пониска во однос на се што се случуваше во минатото? Знаете како, за жал има многу суди кои што си ја работат честно и квалитетно работата. Но црните овци. Значи постојано све се врти, проблемот се врти, целата таа негативна перцепција кон судството, не е тоа од сега да се разбереме, се сведува на 10, 15, 20 корумпирани суди. Едноставно најдете ги, трнете ги, за да може да се функционира правдата како што треба. Околу приказката дека рибата смрди од главата, нели, иако имаше еден премиер кој што тврдеше дека иако можеби беше лапсус лингва, но се протолкува дека тој така мисли дека смрдела од опашката. Имаме сега два едни случаи кои што се поврзани директно со семејството на поранешниот премиер. Зборуваме за случајот Крмзов, 94 милиони проневерени евра, се не се денари. А во другиот случај имаме 9 милиони евра со Вице Заев, оној јас го нареков Муртински триаголник, грчкиот јаглен што горел во Македонија, а парите оделе во Бугарија во фирмата на Вице Заев, која што пак е на иста адреса во Петрич со фирмата на Венко Филипче. Целата приказка поврзана со еден џип од една фирма од 180.000 евра, која што кола, односно автомобил е сега во негова собственост. Дали мислиш дека конечно се стега јамката околу мислам дека тоа би сакал да го коментирам кога ќе се затвори случајот и кога одговорните ќе бидат изнесени пред лицето на правдата. Се до тогаш ќе останам скептичен. Она што ви го кажував, многу сме скептични во државата. Да видиме дали ќе почне да функционираат. А пак ќе кажам, доколку успее државата да профункционира, тоа ќе даде многу не само позитивна перцепција кон државата, оној кој што ја раководи, нели, туку тоа ќе даде едноставно еден зрак на надеж на граѓаните кои што се уште масовно се заменуваат од државата, меѓу другото, токму и поради тоа чувство на безпомошност дека едноставно правда нема. Така да ќе видиме, но веќе мислам дека навистина немаме воопшто време и она во зависност од тоа што ќе се случува во следниве 2, 3, 4 години, ќе зависи тоа колку и луѓето дали ќе почнат повторно да има доверба во државата и едноставно помалку да се заменуваат надвор. Мислиш дека сепак сме на добар пат да го направиме тоа што треба да го направиме? Да се заврши, да идеме затоа што знаете како и во економијата и во борба со корупција и со криминал потребно да помине малку време. Мислам дека некаде после летово, за неколку месеци од сега, ќе видат појасни некои работи. Ќе може да направиме компарација ќе се за тогаш податоци за втор квартал, ќе видиме со судските процеси и тогаш веќе можеме да коментираме дали конечно Македонија се движи во исправен, значи по исправен пат. За неколку дена 13, чинам 23, ако не се лажам, јуни оваа влада ја презема власта минатата година, ќе имаме една година од владење на актуелната власт. Како би ја оценил оваа една година? Споредбено со, па не мора сите 7, но со владата на Ковачевски. Имаше големи очекувања од граѓаните и се разбира дека никогаш не може да бидат сите задоволни.
И тоа е добро, затоа што тоа едноставно создава и притисок на власта која да е да работи повеќе, но од аспект на очекувањата, оние реални очекувања, мислам дека досега во повеќе сектори успеа да испорачаат. Во одредени сектори претпоставам има и потврдување, затоа и премиерот најави дека по локалните избори ќе има и реконструкција, што е сосема нормално на владата. И тоа исто така ќе биде еден позитивен знак дека оние кои што работат добро ќе бидат наградени, оние кои што не успеле да се снајдат, се разбира ќе им биде шанса дадена на некој друг да го работат тоа. Затоа што пак да повторам, вие може да добиете одредена доверба и во почетокот таа доверба дури дополнително расте, затоа си оние разлики во рейтинзите. После, доколку власта работи според очекувањата на граѓаните, таа ќе успее да ја задржи таа доверба. Доколку не успее да работи според очекувањата на граѓаните, тогаш довербата ќе почне да се лизга надолу. Тоа го видовме со претходната влада, која што исто така имаше одредена доверба 2017, особено после локалните избори, за веднаш веќе 2018-2019 година целосно да потоне и да имаме ситуација каде што знаете што случуваше на изборите 2020 година, каде што едва и некако со некакви коалиции успеа постојано менува албански партнери. Да не се навраќаме на тоа, значи има сега на буткање беше, на гурање. Има сега владата сериозно мнозинство, има сериозна доверба, граѓаните имаат големи очекувања, она што треба да го направи е да испорача. Пак ќе кажам, одредени работи се движат во навистина добар правец, меѓу другото и ова што го говоревме околу ова стратешко партнерство, економијата генерално се придвижува исто напред, има отворено повеќе случаи да видиме завршницата. Мислам дека за кратко од сега, можеби не за година дена од сега, но за 2-3 месеци или година и 2-3 месеци од новата влада ќе можеме веќе да коментираме дали ги исполнува или не ги исполнува очекувањата. Последните анкети чинам беа крајот на април, велеа дека соодносот е скоро 5:1 ВМРО СДСМ, а Мицкоски го водеше Венко Филипче со 7,5:1. Филипче падна дури и на 4-то место, бидејќи со Таравари има двајцата 3,7. Добро, Филипче е релативно, значи да се разбереме, нов лидер на партија и нормално е дека е потребно одредено време. Тоа не значи по дефолт дека ќе се зголеми рейтинг, но потребно е одредено време да се зголеми рейтингот. Ја генерално можеби и ќе падне, така. Ја генерално не коментирам анкети од други, или чисто колегијално ќе коментирам моите, но генерално постои разлика и таа разлика е отприлика многу слична, да не кажам дури може и поголема, ќе видиме, нели, ќе објавиме ние истражување секако, нели, се приближуваат избори. На она што беше на минатите избори, не очекувам тука големи промени. Знаеш дека и минатиот пат мислам зборевме, она што ја го очекувам од локални избори, интересниот дел ќе биде во борбата помеѓу Дуи и Влен. Да. Ваму на другата страна, горе-доле ситуацијата е многу појасна. Кога може да ги очекуваме првите анкети од кај тебе, од ИПИС? Па ја мислам веднаш од кога ќе се прибереме од одмори, значи втората половина на август, мислам дека така во принцип ќе почнеме и да објавуваме анкети. Овие се локални избори, се доста интересни. Дури би рекол, за мене си поинтересни од парламентарните избори, затоа што не се гласа само за партија, се гласа и за личност, и за луѓето кои што нели треба да бидат нови градоначалници и членови на Совет, така да ќе имаме секако анкети. Конкретно на ти спомена што може да се очекува, но еве власта очекува токму ВМРО над 50, некои велат СДСМ немало да освои ниту еден, велиш да интересната битка меѓу Влен и Дуи, која што ја забибери малку и Таравари со излегувањето од владата и приближувањето кон нив, коалицијата можна која што ја најавија и од СДСМ дека ќе бидат со подршка од Дуи, нели вреди со ВМРО. Како гледаш на целиот тој? Рано е се уште, неблагодарно е од сега да се прогнозира искрено, иако со оглед на резултатите нели на парламентарните избори претходни, кои што беа подобри од резултатите на претходните локални избори 2021, реални се очекувањата дека
актуелната власт на односно ВМРО-ДПМН би требало да има најголем број општини. Сега колку ќе бидат тие се уште е рано нели да прогнозираме со бројки за не знам 40, 50 и така натаму. Ќе видиме. Мислам дека како што ќе се приближуваат изборите, многу работи ќе бидат и појасни. Во очекување сме нели на кандидатите, имаше дел од кандидатите беа објавени од страна ВМРО-ДПМН, од страна на 25 од страна на СДСМ. Да, околу 20 мислам ВМРО-ДПМН објави и СДСМ објави неколку актуелни пред се градоначалници. Она што за граѓаните е најважно и најзначајно е да имаат квалитетна понуда. Доколку имаат квалитетна понуда од политичките партии, се разбира тоа ќе биде дополнителен бенефит за секоја нели од тие 80 општини плюс градот Скопје. Како гледаш на моментот на изборите во однос на тоа што ќе биде најбитно бидејќи изборуваме за локални, тие се комбинација на мнозинскиот и на пропорционалниот модел за градоначалници, мнозинскиот, пропорционалниот е за советници, но еве што е најбитно за граѓаните кога гласаат на локални? Секоја општина си има своја приказна. Секоја општина си има своја приказна, значи не може генерално да кажа. Видите, ќе се збори и за корупција и криминал. Борба против корупција и криминал. Ќе се збори и за економија. Но она што е најзначајно е дека кандидатите треба да се обратат кон градоначалниците за оние најзначајни теми кои што ги засегаат, која што ја засегаат општината каде што се кандидират. Не е исто дали ќе бидете кандидат во Карпош и во Струмица или во Студеничани, затоа што секоја општина си има своји специфики на граѓани и не, и своји специфики, едноставно своји проблеми. Ако на пример за некоја рурална општина можеби е проблем да се направи пат или дали има водовод или дали има канализационен систем поставено, таму нема никаков проблем за паркинг, за разлика во Скопје на пример и во другите погусто населени места, паркингот секогаш е меѓу првите проблеми. И така да секоја општина си има своји приоритети, ние не можеме да кажеме дека еден приоритет еднаков за сите. Него сите оние кандидати кои што ги треба добро да познаваат својата општина, добро да проценат ситуацијата во својата општина и да се обидат да ги адресираат најзначајните прашања кои што се однесуваат на секоја општина. На пример, најголем проблем за Скопје е генерално, не за сите општини, но за оние централни општини е секогаш паркингот, прекумерното градење, чистење, отпад, јавна хигиена, зеленилото, така. Тоа е она што е клучно и некој треба да го адресира, да ги адресира тие прашања. Сега тоа истото се разбира дека не важи може за општини кои што не се толку густо населени. Но за Скопје генерално и за центар, и за Карпош, и за аеродром, преголемата изградба, преголемата урбанизација, премалку зелен простор, недоволна хигиена, недоволно паркинзи. И ти као кандидат се разбира дека треба тоа прво да го презентираш, на кој начин ти мислиш дека тоа би можело да биде решено. И често пати луѓето гласаат и врз база нели на она што самите кандидати ќе го адресираат како најзначајен проблем. Доколку некој говори за проблемите кои што навистина ги засегаат граѓаните на таа општина, тогаш што има многу повеќе шанси да ја добија поддршка на граѓаните. Доколку вие во некоја општина зборувате за нешто што е, не знам, надворешна политика или што не е воопшто поврзано со локалната самоуправа, прашање колку може тоа да залепи кај граѓаните. Обично кај нас се прави комбинација, но сепак мислам дека треба да доминираат локални теми за секоја општина. Кога зборуваме за локалните, спомнавме мнозински модел и пропорционален. Колку пати дали се случува и колку често се случува, бидејќи во едниот случај гласаме за личност, во другиот за, да не речем за партијата, ама коалицијата, да биде градоначалникот од една партија, а мнозинството советот да биде од друга? Па во зависност колку партии ќе влезат, во зависност колку независни листи ќе има, во зависност на која страна ќе се приклонат тие независни листи. Секогаш локалните избори се поинтересни, бидејќи има повеќе можност, повеќе играчи, повеќе партии, повеќе здруженија
да станат дел од новата локална самоуправа, и тоа е добро, мислам, че така има повеќе дебата, тоа е добро за демократијата. И се разбира, доколку има таков совет, тогаш потребна е одредена кохабитација помеѓу градоначалникот кој што ќе биде избран и самиот совет. Еве, ние гледаме дека во одредени општини, па и во градот Скопје, нема добра комуникација и едноставно со тоа трпат самите граѓани. И тоа, пазете, не може, знаете, тоа е нешто кое што е добро да се реши не само од аспект на некаква политичка верификација, тоа е значено да се реши од аспект на функционалност на самата општина, веќе штетата ја трпиме сите, па и оние кои што ги водат тие општини. Кога сме кај изборите и изборни модели, има иницијатива денеска, пред малку пристигна во собранието иницијативата за измени на изборниот законник, зборуваме за една изборна Па од кога говоревме ние, директно е пред изборите, истото кога зборав дека кај нас секогаш одредени теми се појавуваат во момент кога не може ништо да се направи по тоа прашање, и исто беше со изборни единици. Секогаш излегува таа тема пред изборите, конечно сега еве излегува таа тема навремено, да има време и за дебата и за дискусија, за евентуално да се смени нешто до следните 3 години, следните парламентарни, кои што може бидат и порано сега, во зависност нели како и што ќе се случува, но генерално навистина сега е времето да се направат одредени промени и кај нас тие 6 изборни единици беа креирани некаде 98-та година, кога имавме тогаш некој мешовит систем, па пропорционален со мнозински, дел се бира на мнозински, нели дел се бира преку пропорционални листи. Тоа веќе застарено. Во однос на, значи, тие 6 изборни единици кои што биле креирани тогаш веќе застарено. И сега ние се соочуваме со ситуација каде што фиктивно има сличен број на избирачи, реално, па ако сакате според бројките на пописот, ја мислам дека и тие беа надувани, и за тоа говоревме. Има разлика, едноставно основата на демократијата е дека секој глас треба да вреди исто. Не може вие во одредени изборни единици пратеник да се бира со 8 или 10.000 гласа, а во други со 5.000 гласа. Тоа не е демократија. Тоа е изигрување демократијата. Со една изборна единица секој глас ќе биде еднаков, и тогаш и оние гласови за оние партии кои што можеби немале можност или немаат доволно политичка сила во одредена изборна единица да успеат да изберат пратеник, па делом ни се разочарувале, можеби, и поради тоа и паѓа излезноста во одредени случаи, на овој начин едноставно ќе имат и поголем поттик дека нивниот глас може на крај да вреди, ќе има помало расипување и раситнување на гласови, со тоа пак ќе кажам, она што е неопходно, и за тоа велам треба да се дискутира околу поставување на одреден праг за влез. До сега постоеше природен праг со овие 6 изборни единици кои се движеше околу 3% од вкупниот број избирачи. Мислам дека треба да се дискутира за одреден праг. Проблемот е кај нас што, како и во другите емигрантски држави, ние имаме повеќе луѓе на избирачки список отколку што де факто живеат луѓе во државата. Не е тоа само кај нас случај, сите балкански држави ги имаат тоа, и оние кои што се емигрантски држави. И затоа треба да се разговара околу поставување на тој цензус кој што треба да биде неопходен за да едноставно одредена партија влезе во едниот парламент. Тоа има повеќе можности да не ги разглаваме. Сите се надам дека ќе се отвори една дебата за сите на крај да бидат задоволни, да се постави одредена да се направи одредена промена која што ќе биде нели квалитативен скок во однос на самата демократија. И за отворени листи може да се зговори, но тука пак ќе кажам има одредени проблеми затоа што кај отворените листи ја тоа го давав како предлог, се надевам дека ќе можеме тоа да го дигнеме малку
како тема, значи најдобро е да околу начинот, принципот на тие отворени листи, значи ја не сум против отворени листи, но проблемот е принципот, треба една сериозна едукација на гласачите. Затоа што отворените листи може да создадат и сериозна конфузија. Прво треба да се едуцираат. Затоа прво да се направи една едукација, да се спроведат во одредени, да речеме, општини, 1, 2, 3 општини, пробно да се види како ќе функционира, па после евентуално да се имплементира. Друго кое што ќе треба да се адресира е, односно да се наметне како проблем, нели, е алатката референдум, која што е извонредна демократска алатка, единствен начин за она непосредна демократија или идеалот на непосредна демократија, но за жал кај нас повеќе таа превенира отколку што помага. Че мора да се намали тој цензус за референдумот и да стане едноставно поприставна таа алатка. Знаете како, пример во САД кога гласате на претседателски избори, вие не гласате само за претседател, него имате 20 други разни референдумски прашања на ниво, на држава, на регион и така. Не мора посебен референдум за све да се. Него едноставно требало нешто во нека општина или треба да се прашаат граѓаните или сака локалните власти ги прашаат граѓаните, подготви референдум на следните избори, тоа ќе биде постојано. Тој начин луѓето ќе бидат повеќе заинтересирани да практикуваат демократијата од една страна, од друга страна директни учесници во приказката. Од друга страна многу се зголемува легитимитетот на одлуката по референдум. Едноставно и самите власти ќе бидат позаштитени бидејќи граѓаните го потврдиле тоа што они им го дадека. Или, ако одбијат одредена иницијатива, тогаш повторно граѓаните одбиле. Така да и тоа треба да се промени. Се надевам дека во оваа поширока дебата, која што се надевам дека ќе иде дебата, нели, бидејќи има многу работи кои што ќе треба да се рачистат, дека едноставно ќе се помрднеме и нема веќе референдумот да се користи само како средство за бојкот, туку ќе се користи како средство за носење на одредена одлука. Но за тоа треба да се променат многу работи, почнувајќи од оној задолжителен цензус, прак на успешност, сега е кај нас 50% од вкупниот број гласачи. Кај нас едва излегуваат на избори 50%, бидејќи ако имаш 1.800.000 луѓе во избирачкиот список, ти во државата немаш толку луѓе со се новороденчиња, а не па во избирачки список. Така да одредени недоследности треба да се средат пред се со намалување на тој цензус. Значи да, цензус треба да има, но зошто 50 или зошто 40%, еве и за избор на претседател 40%. Значи може да се ставаат некои цензуси кои што се во согласно со реалната ситуација на терен. Бидејќи пак ја повторам, ние немаме 1.800.000 избирачи во државата кои што можат да гласат. Имаме и други теми за отворање, ќе продолжиме и околу изборната единица, односно едната изборна единица, ќе зборуваме и за Европската унија како тема, односно евроинтеграциите. Со нас е професор доктор Владимир Божиновски. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е политикологот професор доктор Владимир Божиновски. Професоре, зборувавме за една изборна единица. Идејата, што мислите, кој ќе биде најголем противник во целата приказка околу нејзино спроведување, односно Македонија да стане една изборна единица? Кога претходно беше отварана оваа тема, во изминативе 15 години, имаше повеќе партии кои што понекогаш и неизменично беа против, а потоа беа за. Она што се искристализира во изминативе неколку години, мислам дека, сега ќе видиме како ќе биде, дека генерално веќе сите се за, освен Дуи беше против минатиот пат. Ќе видиме сега дали имаат аргументи, кои се аргументите или можеби они нели се согласуваат, затоа што знаете како, едноставно мене не ме интересираат тие партиски математики, калкулации. Она што е клучно за одредена демократска држава и нејзиниот политички систем е дека еден глас вреди исто за сите.
Тоа е прв предуслов кој што мора да биде испочитнат. И сега, ако ние одиме на пропорционален наместо мнозински принцип, токму да нема залудно потрошени, условно кажано, гласови, дека во мнозинскиот систем, на пример во Британија, многу е тешко да просперира трета партија, токму заради тој мнозински систем и дека секогаш на крај еден е само победник и тој добива све. Иако либералите таму се трета партија имаат многу посериозна поддршка колку што имаат број на претеници. Секогаш било така. Добро, сега и таму се менуваат работите, ќе видиме како ќе биде интересно. Но ако идеме на пропорционален модел за да има што помалку условно кажано изгубени гласови, тогаш основното начало, тоа е еден глас еднаков за сите и насекаде, е нешто приоритетно што мора да се запази. Спомнавме и темата на евроинтеграциите кои што се заглавени, знаеме зошто и од кого, но се придвижуваат ли и тука работите? Па јас се видите, искрено мислам дека доколку ЕУ навистина сака да ја види Македонија како земја кандидат која што ќе ги започне преговорите и ќе ги заврши во одредено време, мислам дека може да дојде до решение. Она што беше барем моје чувство, и не само моје, дека едноставно Европа ја остава Бугарија што сака да прави и како сака да се однесува. Мислам дека има сега одредени промени. Мислам дека и самата Унија виде дека ставно не поставува безизлезна ситуација, истата Унија која што претходно пред 5 години исто не постави безизлезна ситуација као последна она со така нареченото оној проблем со името, односно самиот прескански договор и сега повторно не става во таква ситуација. Мислам дека има одредени придвижувања. Мислам дека и на нив им е јасно дека она што Македонија го сака е барем некаков знак на добра волја нас ни треба, дека нема утре повнесување, бидејќи не е проблем на 70 бугарите во Уестон. Вистина нема тоа тука има повеќе етнички заедници, со бугарите гледат уште 5-6, нема никаков проблем, во ред. Но она што нас ни е значено е дека нема на секој секоја кривина или на секој ќош, они повторно да не блокираат затоа што ќе им текне нешто. Не тоа толку гаранции, бидејќи не може ЕУ да дае гаранции, но колку знак на добра волја, едноставно поставување на ситуацијата да биде преговорите да бидат представени и започнати на тој начин да биде наистина многу тешко за Бугарија повторно да се обиде да блокира, за тоа пак ќе кажеме потребен одреден знак за добра волја. Например, за мене одреден знак за добра волја дека Бугарија да имплементира еден од оние 15-16 судски пресуди од Меѓународниот суд за правдата, во контекст на македонското малцинство во Бугарија. За мене би било и тоа долу. И сега има повеќе такви можности каде што Бугарија ќе може да го покаже тоа и мислам дека доколку има волја од двете страни, тоа е релативно, ќе биде релативно, да не кажам едноставно, но полесно да се надмени, ние ќе можеме да ги почнеме преговори. Но за тука и за тоа треба и сериозно да се вклучи самата Европска унија. Има некои такви најави, има одредени придвижувања, ќе видиме дали ќе вроди тоа собно. Дали имаме промена на вокабуларот на Европската унија, на реториката, бидејќи нешто што кажа толку и Марта Кос и Каја Калас, првата, односно Калас кажа дека постојат механизми за откочување на процесот, за да потоа Марта Кос рече да си го решите Бугарија и Македонија, треба да седнат на маса и да го решат овој билатерален проблем кој што не беше билатерален, беше на унијата според бугарите и немаше што да се преговара. Се менуваат ли работите? Затоа ви велам, јасно е дека потребна е помош од страна на ЕУ, потребна е некаков знак на добра волја и од страна на ЕУ, и од страна на Бугарија. Мислам дека и во Бугарија тамошните политички елити се свесни за тоа. Се надевам само дека ќе има навистина интерес тоа да биде завршено, затоа што видите и на самата Бугарија и одговара Македонија да биде дел од Европската унија, че да се граничи со
со сосед. И они како велат, нели, ние сме биле бугари, како велат дека. Па чека, ако мислиш дека сме ние исти народ, тоа ли ќе му го правиш на тој истиот народ? Иако не сме, но се ставаат во една ситуација на оксиморон. На една страна ние сме биле, не знам, според нив бугари, од друга страна прават се за да останеме разделени едни од други. Кога гледаш во Европска унија, после известен период, jednostavно се бришат границите. Функционира, нели? Дали може би и токму тоа ги плаши? Дали заради тоа и Клепало и Маркова нога не беа активирани, па сега полека нешто се прави? Не, искрено поврзувањето е клучно за разбирање. Ако вие имате комуникација со оној другиот, многу е полесно да се дојде до заедничко разбирање. Ако вие тоа го гледате само преку леките на она што ќе ви го сервира некој од страна, пред се политичките елити, тогаш ќе се разбира многу поинаку. Доколку дојдете во директен контакт со тие луѓе и со тие народи, сосема е поинаку. Ќе сватите дека и они едноставно го бараат истото што го бараат и вие. Тоа е добар живот, подобар живот, квалитетно, напредок, успех за деца, значи сите она што го сакаме. Така да тогаш е поинаква ситуацијата и мислам дека на тој начин и може да се приближиме. Видете, она трагедија да спомнеме пак од почетокот во Кочани, како наеднаш ги приближи сите. Првата помош пристигна токму од Бугарија, меѓу други. Значи Бугарија, Турција, Грција, Србија. Така да не постои омраза помеѓу граѓаните, едноставно поради одредени дел од политичките елити, пред се во овој случај во Бугарија, настана сериозен проблем кој што немаше потреба да е тако. Значи проблемов толку се прошири само заради желбата на Каракачанов да освои повеќе гласови на едни избори во Бугарија пред 10 години како беше, и неможноста на Бојко Борисов да го одбие затоа што беше клучен дел од неговата влада. Исто како што проблемот со името настана кога Самарас реши да си прави кариера. А потоа беше сменет, па потоа долги години после нели стана и премиер. Така да ако си има добра волја, мислам дека може. Од наша страна сметам дека има добра волја. Мислам дека и кај дел од бугарските елити има добра волја. Потребно е да помогне малку нели околу целата таа ситуација. Ќе видиме, се разбира. Јас сум умерено оптимист, нели, дека би можело во еден релативно пократок период, не сакам да говорам за краток период, значи дека во еден релативно пократок период може да се најде некаков заеднички јазик. Благодарам што беше мој гост. Благодарам поканата. Не беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.